кој што е поврзан многу посилно во светски рамки, кој што има свежи чист мандат. Тој има еден благ пристап и соопштување на своите ставови, во суштина многу малку е променето. И од друга страна, апсолутно, ако се прави некаков компромис, мора двете страни по нешто да дадат. Што е тоа, треба да дефинираат елитите политички или да речеме интелектуалниот капацитет на оваа држава. Дали се сака, значи во Македонија нема јасен став, дали се сака да се преговара или не се сака да се преговара и што е една линија од која што не може да се отстапи или што е позиција од која што ние ќе бараме поддршка од било какви меѓународни пријатели. Меѓутоа, треба јавноста и сите што се заинтересирани околу ова нешто повеќе да дознаат, да сватат дека позицијата на Македонија не е добра. Значи, Македонија се наоѓа во многу незавидна позиција и со самото тоа што кај нас се закоравува 4 години мандат и посебно министер, кој што прво нема своја иницијатива и кој што нема свое влијание во надворешната политика, мене ми покажува дека практично во наредниот период ние ќе имаме повеќе статус кво отколку било какво преговарање или промена на ова што го имаме сега. Дали овој гнев кон македонската дипломатија може би е и кумулиран од вашето брутално разрешување од генерален конзул во Њујорк во времето на СДСМ, кога беше Илинка Митрева, министер за надворешни работи? Не е ова гнев, знаете, може би мојата манифестација е поенергична. Не е ова гнев, знаете, јас можам да зборувам наместо 60 зборови да кажам 30 зборови во минута и да го намалам тонот на гласот. Станува збор за лоцирање на работите кои што никој не сака да ги види. А од друга страна сите ни се виновни. А толку ли верувате во имиджот на Љубе Бошковски? Апсолутно, затоа што, знаете, Љубе Бошковски е докажан и проверен. Тој застана кога требаше да се бориме за Македонија во првите борбени линии. Знаете, имаше политичари од Македонија кои што се сунчаа на Халкидики. Имаше политичари кои што тераа Сеир 2001 година. Меѓутоа Македонија беше нападната. Јас претпоставувам дека ако не се реагираше, односно не се бранеше Македонија како што се бранеше, дека можеби денеска ќе зборувавме за некоја друга реалност или некоја многу помала Македонија. Оти јас лично не верувам дека станува збор за човекови права, туку борба за територија и веќе денеска 10 години, 9 години потоа достапни се документи кои што покажуваат дека агресијата е извршена од Косово. Значи тоа се работи кои што не треба се занемарат. Ние можеби сакаме за домашното милје да кажеме беше борба за човекови права, можеби ние поагресивно сме реагирале како македонска страна. Меѓутоа, верувате дека во војна ако не се брани територијата се губи. И од таа перспектива 100% сум убеден дека се постапи правилно, односно дека Љубе Бошковски ја бранеше Македонија како што треба да се брани сопствена татковина. И ако сакате, после тоа беше наместен и однесен во Хаг, меѓутоа и во Хаг, бидејќи му се судеше како на министер на оваа држава, значи индиректно и Македонија беше обвинета, тој е ослободен од одговорност. Значи докажано е дека не е виновен ни тој, нити Македонија. Што стана со она почесна функција на Љупчо Георгиевски, нели почесен председател на ВМРО ДПМНЕ? Дали таа одлука е суспендирана? Не знам за тоа, тоа се работи кои што треба да го прашате него. Го споменавте вашето досие, дзирнавте вие јавно во досието Марта. Дали сега денеска ги среќавате тие доушници или тие агенти кои тогаш вас ве обсервираа? Не. Тоа се луѓе кои што со години не сум ги сретнал, инаку досието поголемиот дел го имам. Претпоставувам, според мои сознанија, дека добар дел од работите се избришани или сокриени или најверојатно уништени. За жал, она што не ми се допаѓа е што и ден денеска не можеме да зборуваме за слободна и демократска Македонија, во која што политичкото делување не е изложено на притисоци, на следење или на создавање на чувство дека големиот брат е тука некаде, односно целата ваша комуникација и активност е следена и некаде забележана. Односно дека се злоупотребува дел од државниот апарат против вашата политичка активност. Тоа беше основната идеја и 90-те години, мислев дека тоа треба да го затвориме одамна. За жал, некои работи уште стојат отворени. Во повеќе наврати го поддржавте, јавно го поддржавте процесот за лустрација, но
тој процес е застанет, кој тоа го држи така, еве дури и премиерот Груевски јавно кажа дека процесот е блокиран од комисијата за лустрација. Кој тоа го прави? Па кој ја избра комисијата? Да не ја избравме вие или јас? Комисијата ја избра токму оваа гарнитура со намера да не направи лустрација. Илустрација во Македонија ќе нема. Тоа треба да им биде јасно на сите кои што се заинтересирани, оти на овој начин лустрација ќе нема. Ја мислам, не сум сигурен, тоа треба да се потврди дека лустрацијата може високо во државниот врв да достигне и многу луѓе да се најдат затечени и многу луѓе да треба да бидат отстранети. Македонија нема демократски капацитет за жал тоа да го направи и ова долго време ќе се влече, а ќе создава простор нашите европски пријатели да не третираат како што не третираат. Знаете, они може да ни дадат еден позитивен извештај, може да ни кажат вие сте на добар пат, меѓутоа тоа не значи дека не ги гледаат процесите и нашиот капацитет како се справуваме со работите. Па денеска вие имате луѓе кои што биле алфа и омега во минатиот системот пред 20 години, значи Македонија од 90-тите почетокот го затвара тоа поглавие, меѓутоа